Добро вечер во емисијата 360 степени насат. Законот за јазици, начинот на кој беше донесен и најавата од председателот на државата дека нема да го потпише указот за негово прогласување се тема на вечерашното издание. Што во ваква ситуација? Може ли суспензивното вето на шефот на државата да стане апсолутно вето? Има ли легислативни недоречености и дали со деловникот од 2008 и законот за собрание од 2009 институтот суспензивно вето е исполнет со сосема поинаква содржина, што и доведе до оваа ситуација? Што всушност е идејата на уставната одредба со која председателот на Републиката има право да не го потпише указот за прогласување одреден закон, но и обврска да го потпише ако тој повторно е изгласан од парламентот со најмалку 61 глас? За ова вечерва ќе разговарам со универзитетскиот професор, поранешен министер и учесник во подготовката на многу легислативни решенија Владо Поповски и со поранешниот министер и пратеник, исто така дел од многу сензитивни политички преговори и подготовка на закони Насер Зибери. Кон крај е новата саботажа. Бидете налсат, дебатата почнува по кратка пауза. Законот за јазици, начинот на кој беше изгласан и најавата од шефот на државата дека нема намера да го потпише указот за негово прогласување се наша вечерешна тема. Ке разговарам со професор Владо Поповски, поранешен министер, еден од оние што го пишувале оригиналниот устав во 90 Работниот текст на уставот. А и дел од неговата темелна реформа потоа во 2001 година, учесник во многу политички преговори во кои што се преговарале решенија поврзани со сензитивни теми. Благодарам што сте со нас. И Насер Зибери, исто така, поранешен министер, пратеник, исто така учесник во охридските преговори, сведок на многу интересни, сензитивни политички ситуации во државата. Со вас ке почнем, господине Зибери. Како би ја дефинирале оваа актуелна состојба во која што во парламентот на ваков или онаков начин беше изгласан повтор пат законот за јазиците? Имаме најава од шефот на државата дека нема намера да го потпише указот. Дали е пресилно ако се констатира дека имаме уставна криза? Мирмрама, Леоне, ќе them се ситуата актуална është refleksi situatës përditshme. Thotë nuk është ndonjë situatë e veçantë dhe ajo është produkt i raportit të forcave në parlament dhe shumicës parlamentare dhe presidentit në anën tjetër. Kuptohet që paraqet një krizë institucionale, nuk do të kisha thënë kushtetuese, për arsye se kushtetuta i ka definuar situatat e këtilla si veprohet në rast se parlamenti aprovon një ligj, presidenti refuzon në shkrimin e dekretit për shpalljen e ligjit dhe si dilet nga kjo situatë. Refuzimi i presidentit që edhe pas rivotimit të ligjit të nënshkruaj dekretin për shpalljen e ligjit është çështje antikushtetuese dhe këtu është i pafuqishëm çdo ligj, çdo kushtetut që ta rregullon këtë, në qoftë se mungojnë sankcionet. Шефот на државата вели беше прекршен деловникот, беше прекршена целата процедура во носењето на овој закон и јас имам право по една таква неделовничка и неуставна процедура да решам да не го потпишам указот. Kryetari i shtetit nuk është organ i cili vlerëson ligjshmërinë dhe kushtetutshmërinë e një ligji. Dhe prandaj ai nuk mund ta merr të drejtën që të thotë se për shkak se ligji nuk u pru në procedurën e paraparme rregullore dhe ligj, unë refuzoj dekretimin e ligjit. Pra, presidenti del jashtë kompetencave të veta kushtetuese. Dhe në këtë rast bën shkelje flagrante të nenit 75 të kushtetutës. Dhe kjo nuk do të jetë hera e parë fatkeqësisht e një veprimi të këtij antikushtetues të presidentit, sepse të njëjtën mënyrë ai veproi
edhe me rastin e dhënjes së mandatit për formimin e qeverisë. Në një të dhe thotë se kryetari është i detiruar ta jep mandatin kandidatit të partisë ose partive që kanë krijuar shumicë në parlament, dhe ai e refuzoi këtë. Të njëjtën e bën tash edhe me ligjin. Institucion për vlerësimin e kushtetueshmërisë dhe ligjshmërisë së një akti është gjykata kushtetuese. Edhe të gjitha veprimet duhet të zhvillohen në mënyrë institucionale për të mos pas blokat institucionale. Profesor Popovski, вие како би ја дефинирале оваа ситуација? Јас прво се согласувам дека станува збор за институционална криза. Уставот е, барем во овој дел, многу јасен, а во оној дел каде што исто така дикцијата на Уставот околу додела на мандатот е јасна, праксата на во тој дел на Република Македонија и со председателот Киро Глигоров беше поинаква, бидејќи во рок тамо од 20 дена, кога треба да го додели мандатот, не беше формирано и тогаш и сега парламентарна коалиција, мнозинска, за да го додели и на тој начин да биде усогласен со дикцијата на Уставот. Председателот на Република Македонија Иванов го додели на партијата што имаше најмногу пратенички места, значи следејќи една пракса со примерот на Гошев, мислам и така кога беше. Па и со примерот на Љупчо Ѓорѓевски, кој што ја доби прво тој мандат. За следниот Значи вака, мандатар бараше писмени гаранции. Во тој дел Уставот треба да се доречи, доискаже, во смисла рокот на давањето на мандат да биде 10 или 20 дена од кога ќе биде формирана парламентарна коалиција мнозинска на носителот на мандатот. Ние имаме случаи низ Европа каде што се чека да се додели мандатот со месеци, па некаде дури до година фаќа, се додека не се формира. А што треба да биде доказ за парламентарното мнозинство? Тоа сега не е, молам... Што треба да биде доказ дека е формирано парламентарно мнозинство? Со договор меѓу партиите кои што писмено се искажуваат дека влегуваат во парламентарна коалиција. Не избор на председател на собранието. Не, станува збор за парламентарна коалиција. Со таков договор председателот на државата го дава на мандаторот на тоа парламентарно мнозинство. Меѓутоа сега чекате, тоа не е сега проблемот. Сега проблемот е околу непотпишувањето на законот. Имено вака. Се согласувам исто така и со становиштето дека председател на Република Македонија не може под образложение по негово становиште дека е пореметена процедурата на донесувањето на законот или не е спроведена процедурата во делот после суспензивното вето, не е разгледан одново законот, па не е разгледана ниту листата на неговите забелешки, а сепак е изгласан законот со повтор пат со апсолутно мнозинство со 61 глас. Уставот е дециден. Во тој случај председателот е должен да го потпише Уставот. Ако не го потпише, значи го крши Уставот и излегува надвор од уставно-правната рамка и влегува во една политичка рамка. Со политички ставови. Зафаќа и инсистира на одредени негови политички сознанија, што не е во случајот можно да биде образложение на неговиот исказ дека не го потпишува законот. Апсолутно е јасно дека во ваков случај неговата одговорност за кршењето на законот е поврзана со покренување на постапка за негова одговорност, оној процес на импичмент. Со тоа што покренувањето на постапката може да го изврши, го предлага и го врши собранието, но со 2/3 од пратениците.
А конечното решение за постојање на одговорност или непостојање на одговорност го донесува решението Уставниот суд исто така со 2/3 суди. Во случајот, можеби председателот е свесен, а фактот е таков, дека собранието не располага, сегашната собраниска коалиција, тоа е владината коалиција, не располага со 2/3, јасно е дека собранието не може да покрени постапка. Професоре, дали ова ситуација... Но тоа значи дека председателот влегол во еден процес на создавање на криза на институциите и неговата одговорност останува. Ако не може сега да се спроведи, било кога може да се спроведи. Дали ова де-факто уставната одредба за суспензивно вето ја прави на едно повисоко ниво и председателот де-факто добива право на апсолутно вето? Не, видете вака. Ова е логицизирање едно кој што не произлегува од уставното решение. Уставното суспензивно вето кое што има дострел само како обврска на собранието да го преразгледа законот и да ги разгледа забелешките, но собранието во тоа разгледување самото донесува заклучок. Дали прифаќа или не прифаќа, собранието апсолутно може да донесе заклучок дека ништо не прифаќа од председателот, а ако председателот и понатаму мисли дека е неуставно или друго, нека покрени постапка пред Уставниот суд. Во случајот не може тоа да биде трансформација на ветото суспензивно во апсолутно вето и да се претвори председателот во партнер на законодавната функција. Бидејќи ако е тоа можно, тогаш председателот по различни поттици може да се меша во секој значаен закон и на тој начин да ја дезавуира законодавната функција на собранието, што е сосема неуставно во тој случај. Останува во случајот одговорноста негова, он е свесен дека таа де-факто не може да се оствари, самиот решил да се впушти во политика посвестум, иако знае дека надлежноста околу уставноста на процедурата и на содржината на законот е од надлежност на Уставниот суд. И во случајот е фактор на создавање на институционална криза. Но би сакал уште само ова. Сепак се согласам со една изјава на еден дипломат во Република Македонија, дека овој пример покажува дека во Република Македонија функционалноста на демократијата е сведена скоро на нула, бидејќи не се покажа минимален консенсус околу спроведувањето уредноста на процедурата. И тука веднаш да бидам прецизен и јасен, кога председателот не го подпишува прв пат законот, не значи автоматски пратениците од било која групација да реферуваат амандмани. Например, 35.000, 40, може утре, 500 и слично. Не, туку собранието го разгледува одново законот и забелешките на председателот. Ако нешто усвои од забелешките, тогаш со заклучок на собранието, на пленарната седница отвара амандманска постапка по тие усвоени забелешки. И дури тогаш, од тој момент, пратениците можат да поднесат врз база на заклучокот на собранието амандмани. Вака очигледно станува збор за една блокада, за едни позиции кои што се сосема конфронтирани и би рекол, не првенствено тргнувајќи од јавниот интерес, туку од меѓусебната конкуренција, каде што доминира партиски и групен интерес. Пред да ја продолжиме дебатата, ќе отидеме на уште една пауза, па ќе ве прашам, Зибери, што мислите вие за процедурата на донесување, особено во овој втор круг на законот за јазици? Бидете на осам. Што со законот за јазици е
тема на наше во вечерешно издание. Во студиото се професорот Владо Поповски и правникот Насер Зибери. Господин Зибери, тоа што ја прави збрката е прво фактот дека председателот на Собранието Талат Џафери самиот со писмен допис по известувањето од шефот на државата дека не го потпишува указот за законот, ги повикал пратениците да поднесуваат амандмани, повикувајќи се на членот 173 став 3 од деловникот, кој што вели дека по повторното разгледување на законот амандмани може да се поднесуваат само во врска со укажувањето на председателот на Републиката. По изгласувањето на законот втор пат, Талат Џафери го чувме како се повикува на членот 164, ставот 2 од деловникот, кој што вели дека во текот на третото читање на предлог законот, амандмани може да се поднесат само на членовите на кои биле усвоени амандмани во текот на второто читање на седница на Собранието, а бидејќи ниеден амандман не беше усвоен во второто читање, Талат Џафери толкува дека не можело да се поднесуваат амандмани ниту во третото читање. Па прашањето е зошто тогаш воопшто ги повикувал пратениците да поднесуваат амандмани? Лејоничет констатој се регулорија пропунене парламентите. Ка на диса пиес шпрастина юридике, ndërsa në disa pjesë ka dispozita juridike kundërthënë se njëra me tjetrën, që e përjashtojnë njëra me tjetrën, si që janë këto dy dispozita që i përmendet ju të nenit 164 dhe nenit 173.3. Në situatën konkrete, unë mendoj se s'ka pas nevoj fare që kryetari i parlamentit me letër t'ju drejtohet deputetve urdhënoni ushtroni të drejtën e paraqitjes amendamenteve, sepse ajo nënkuptohet se është detyrë e deputetëve. Dhe ai që ka interes të bëjë këtë, do ta bëjnë në procedurën e paraparë me rregullore. Sa i përket ligjit konkret, unë mendoj se është dashur që shërbimet e kuvendit, sekretariati i kuvendit, të bëjë selektimin e amandamenteve që janë ushtruar. Dhe amandamentet e ushtruara detyrimisht është dashur që të jenë konform paragrafit 3 të nenit 173. Do të thotë vetëm në vërrejtjet e presidentit të shtetit që kanë të bëjnë me përmbajtjen e dispozitave të ligjit. Pa hyrë në vlerësimin e kushtetueshmërisë së dispozitave ligjore, sepse thamë ajo është çështje e një organi tjetër e gjykatës kushtetuese. Dhe të gjitha amandamentet tjera të hudheshin poshtë. Ju sigurisht e keni informatën se nga 36.000 amandamente, dikun të afër 32.000 kanë të bëjnë vetëm me dispozitat e ligjit që kanë të bëjnë me sanksionet. Dënimet që shqiptohen në rast se nuk zbatohet ligji. Të gjitha këto janë në kundërshtim pra me rregulloren për punën e parlamentit, sepse nuk kanë të bëjnë me spjegimet që ka dhënë kryetari i parlamentit. Dhe në këtë mënyrë do të debllokohej puna e parlamentit. Por kjo është çështje e përfunduar. Ti kthehemi edhe një herë shpalljes së ligjit dhe vendimit të presidentit. Mendoj se presidenti bën 3 shkelje të rënda në rast se refuzon që ta nënshkruaj dekretin për shpalljen e ligjit. Spari, ai nuk do të ushtroj detyrën e vetë paraparë me kushtetutë, sepse paragrafi i 3 i nenit 75 thotë se në rast se ligji është votuar me shumicën e numrit përgjithshëm të votave në kuvend, presidenti është i detyruar. A në këtë rast pra nuk e ushtron detyrën që ja ngarkon kushtetuta. E dyta, presidenti bën ndërhyrje në punën e parlamentit, sepse në këtë mënyrë një akt që është aprovuar me shumicën e paraparë me kushtetut, ai e pengon që të vehet në zbatim. Pra e pengon aktivitetin ligjdhënës të parlamentit. Dhe e treta, ai vehet edhe mbi kushtetutën, sepse çështjen e kushtetueshmërisë së një akti e vlerëson gjykata kushtetuese, jo presidenti. Unë pajtohem me profesorin që vendimi i këtill i Ivanovit është i nxitur dhe i motivuar
Еден га факти сај është I sigurt dhe komod në pozicionin që ka, sepse e din që shumica parlamentare nuk ka 2/3 e votave që ta shqirton përgjegjësinë e tij dhe t'i propozoj gjykatës kushtetuese shkarkimin eventual të presidentit. Јас би сакал да се произнесам именно вака. Членот 164 од деловникот и членот 173 решава две различни ситуации. Членот 164 го решава прашањето на можност или неможност на амандмани во врска на самата постапка на донесувањето на законот, додека е се уште не донесен конечно законот во собранието. Членот 173 ја решава ситуацијата на донесен закон, изгласан во собранието, кој што е пратен од председателот на собранието до председателот на државата, заедно со указ, укажувајќи му дека е донесен и чекајќи подпис на тој закон. Кога членот 173 веќе во став 2 и 3, кога председателот решава од одредени причини што ги наведува на општ или посебен начин да не го подпише законот, тогаш според тој член третото читање значи преразгледување на законот, разгледување на забелешките на председателот и гласање на пленарната седница дали се усвојуваат или не. Ако се усвојуваат некои забелешки, тогаш се отвара постапка на амандман, тогаш на амандмани по тоа што е усвоено. Што значи дека она што се случило, председателот што ги повикал пратениците, пред да закаже седница по повод неподпишувањето на собранието и ги повикал на амандмани, е грешка во чекори. Вие тврдите дека фали една цела фаза. Грешка во чекори на председателот на собранието. Тој тогаш така проценил и кога добил она што е, отишол директно на гласање повторно на самиот закон, кој што е изгласан со 61, но без разгледување на повторно на законот и разгледување на забелешките. И сега, кој е фалинката и кои фалинки на чија страна се според членот 173? На страната на председателот на собранието. Недостатокот во постапката е што не го поставил прво прашањето на разгледување одново на собранието, на законот во врска со забелешките, што не го поставува прашањето на прифаќање или неприфаќање на забелешките и не го финализира со заклучок, а доколку тоа се изодеше, тогаш амандманската расправа само на прифатење. Ако ништо не се прифатеше, мораше да се гласа. Фалинката кај председателот на државата е во таа смисла, што независно како се одвила ова ситуација, штом собранието со мнозинство апсолутно на гласови од 71% дискутирало или не дискутирало за собранието и слично, го изгласува втор пат, председател на Републиката е должен уставно да го подпише. Не може да води политика. Ќе ми дозволи публиката да зборувам на македонски, се надевам дека со професорот ќе бидеме покомпатибилни. Професорот кажа како треба да постапи председател на собрание при враќање на закон на повторно разгледување од страна на собрание. И се согласувам дека тоа процедурално така треба да се постапи. Меѓутоа, деловникот не вели така. Деловникот не ја регулира така постапката убаво, како што ја објаснува професорот. Дека првин ќе се разгледат на општа пленарна седница забелешките на председателот, по однос на нив собранието ќе заклучи ги прифаќа или не ги прифаќа, па доколку ги прифаќа, тогаш да се упати на амандманска расправа. За жал, тоа не е регулирано така. Ние збориме како треба да биде. Ама не е така.
деловникот не оди до детали да ја регулира на овој начин постапката. Тоа е прво. Второ, ако збориме за формалните аспекти, тогаш треба да се држиме до словото на нормите и правните акти што ги имаме. Но ако збориме за суштината, дали не е отфрлување на забелешките на председателот по однос на содржината на законот, фактот што 61 пратеник се изјаснили дека не го прифаќаат? Е однос. Е однос. Не е, туку е. Така е. Така е. Само што ова би сакал да кажем. Независно што деловникот пишува во таков случај се расправа како трето читање, и независно што во третото читање при недонесен закон, значи додека она што го кажав, нема амандмани, не може да се отвори и тука, и таа формула ја користи председател на собранието и директно оди на гласање. Супериорен е членот 75 на Уставот и тој не може да биде дерогиран или ако е недоречен, не може да се постапува по член 173 трето читање и да се смета како во редовна постапка на недонесен закон. Во Уставот член 75 првиот став е законите се прогласуваат со указ. Вториот, дека указите се подпишуваат од председател на државата и на собранието. Третиот, ако председателот не го подпиши, тогаш собранието го преразгледува законот. Што значи преразгледувањето на законот со уставната норма, независно каква е конфузна, нејасна, недоречена на деловникот, нужно треба да го преразгледа. Меѓутоа, факт е, ова што господинот Зибери го кажува, дека гласањето повторно и изгласувањето на законот повторно од 61 со 61 глас значи и де факто и де јуре неприфаќање на забелешките на председателот, и во тој случај председателот мора да се помири со таа процедура и да го подпише законот, бидејќи инаку го крши и има одговорност. Но околу одговорноста рековме како стојат работите. Ќе продолжиме овде каде што застанавме по уште една пауза. Бидете нас. Сакам професорот Поповски во продолжението да го прашам. Професоре, препознавате ли сепак потреба сега од малку попрецизно дефинирање на овие одредби? Ако не во Уставот, тогаш во деловникот? Само во деловникот. Уставот е јасен. Во деловникот може да се допрецизира заради она што се случи, например. Меѓутоа, тоа што се случи не значи дека не може да се оцени одговорноста на која страна паѓа. Првенствената одговорност е на страната на подпишувачот на указот, бидејќи независно каква е постапката при суспензивното вето на председателот, што не се одржува расправа за тоа, бидејќи може едноставно од поднесувањето на суспензивното вето, бидејќи во рок од 30 дена треба тоа да според Уставот да се расправи, во тие 30 дена пратениците на мнозинството да сметат дека нема што да расправат, не се прифатливи тие, дека е од надлежност на Уставен суд, на друго или на трето и слично, и они сепак имаат една уставно-правна позиција, скоро речиси алтернативна, да расправат или само да гласат, а при што гласањето да се подразбери дека они не се согласуваат со ниједна забелешка на председателот, и ако се решат да гласат, тогаш е завршена постапката околу конечното донесување на законот и настапува правната уставна обврска на председателот да го подпише. Тој може да влези
во вакво образложение какво што е, кое што не е правно, е политичко. Може би политичките моменти кај председателот да тежат многу. Ќе видиме Јас запрашувам во оваа насока, бидејќи компаративно во соседството постојат решенија во кои што кога ќе се врати законот по суспензивно вето, различни можности. Некаде постои дека во тој случај се објавува само со потписот на председателот на собранието. Некаде председателот на државата нема ниту суспензивно вето и така натаму. Меѓутоа, ние не зборуваме кога би било што би било за некои виртуелни решенија, ние зборуваме што пише во нашиот устав, што е создадено во оваа ситуација врз база на нашите норми и како тоа може да се оцени и како да се разреши. Тоа е вистински блокада на институциите, а што натаму ќе се случува, ќе видиме. Знаете, теоријата дава некои можности. Јас сум правник и уставно право имам полагано, меѓутоа можам да изведам некои варијанти, меѓутоа нема никаква смисла, ниту место на влечење, на логики и давање на тој основ, така да се речи, некој уверување дека може и поинаку. Може вака како што е, потпишан или не потпишан. Ако не е потпишан, значи е блокиран донесувањето на законот. Значи, според вас не може законот да биде објавен во службен весник? Не, видете вака, јас не реков. Јас реков дека законот не може да биде прогласен на уставно предвиден начин. Формално правно, тоа би значило дека законот не е прогласен. Но ако се прогласи, вие најавивте, можеме тоа да го кажеме пред ова, дека сте чули дека ќе се објави во службен весник веројатно тоа е една од опциите што се разгледува, да. Остварува. Ако ги видите денешните новини, веќе демонстрираат спроведување на законот. Имено, тоа не сакам да го дискутирам, бидејќи сакам да останам само на планот на уставно-правните во формално-правна смисла на зборот. А во фактичка смисла на зборот, каде што постојат поим жив устав, наспротив формален устав и така натаму, тоа е друго прашање. Господин Зибери? Идејата за интервенции во деловникот може да ја реши само евентуално оспорената постапка на трето читање, како што кажа и професорот. Да се раздвои делот на постапката за изјаснување на собранието по однос на забелешките, ова што се вели разгледување. Така, како разгледување, и потоа да се даде шанса за евентуални амандмани. Меѓутоа, во нашата конкретна ситуација, во принцип не го решава проблемот ова. Бидејќи ние, имајќи ја во предвид актуелната политичка култура, имаме ситуации каде председател на држава и во ситуација кога по устав е должен да постапи, он не постапува. Од тука се наметнува прашањето дека има потреба од интервенции во уставот и напуштање на суспензивното вето на председателот во делот на прогласување на законите. Имајќи го во предвид принципот на нашиот устав на поделба на властите. Но ако тежнеме кон систем со checks and balances, ова нели е откажување од една шанса за контрола? Дозволи. Во тој случај контролата се уставени од сутрин. Со друг инструмент се обезбедува. Значи треба да се напушти. Професорот малку збореше околу практиката во другите земји. Да речеме, уставот на Италија вели, доколку при повторно разгледување со мнозинство број на членови на парламентот биде усвоен одреден закон, тој по сила на уставот влегува во сила и се прогласува. Значи, по втор пат, председателот веќе нема право да го кочи процесот и да ја дерогира законодавната дејност на собранието. И кај нас нема право да го кочи, ама го кочи, така. Затоа треба формулација која ќе каже... Сигурно. Тоа е едно. Паука од праксата. Од праксата. Унгарија има трето решение. Вели, доколку председателот
не се согласува и цени дека одредена одредба е спротивна на Уставот, тој во рок од 5 дена треба да се обрати до Уставниот суд. Имено. И да бара мислење од Уставниот суд и потоа да одлучи дали ќе го потпише или не. Ама тогаш е подкрепен со став на Уставниот суд кој е надлежен за таа работа, а не по волја на председател. Имено, така е. Има, значи, многу порационални решенија. Се разбира, 91 година, кога беа овие планирани, се тргнуваше од проценки на полупредседателскиот систем, различните други и од нашата ситуација, која што беше доста, така да се каже, динамична и во сите правци ориентирана. И националистички, и либерално-граѓански, и дуалистички и слично. Млади, нови кадри, сили влегуваа и влегоа и во собранието, и во партиите и слично. И имаше избран председател на собранието, веќе беше предвидено да се избери со општо право на глас, значи во непосредни избори, сите граѓани. И личноста на председателот, големото искуство, политичко и друго, создаде уверување дека треба да се позајми ветото, но само со значење повторно да се разгледа, без да се наруши поделбата, принципот на поделбата на власт и интегритетот на собранието во законодавната функција. Меѓутоа, ето тоа сега во овие околности доведе до ова. Знаете што само сакав да може би да речам? Може би поинаку ќе беше, немаше да има толку голема нервоза, ако овој закон не се преклопеше со преговорите за Грција, на 369, ако беше разгледуван како многу значен домашен закон и домашна потреба, заради квалификација на Република Македонија по сите оние вредности и паралели својствени за Европската Унија, тогаш предпоставам дека ќе имаше повеќе простор, може би и разбирање и на едната и на другата страна. А сега сметам дека е коинциденција во секој случај, меѓутоа тоа случајното преклопување на овој закон со преговорите со Грција се засилува притисокот на една страна, на страната на владата во секој случај, и се има чувство на сардисаност од сите страни кај обичниот човек кој што не резонира правнички и така натаму. Дали во таа смисла председателот Иванов во своето обраќање кога образлагаше зошто по втор пат нема да го потпише указот, излезе со една теза дека законот ќе доведе до блокада на институциите, а дека во услови на блокада голема е веројатноста да се отвори прашањето за редефинирање на нашето уставно уредување. Да ви кажем, тоа се вака конструкции реторички, за мене лично се неприфатливи на ниеден начин. Сметам дека е тоа обланда која што е упатена на страстите на одредени категории на лица, кои што сепак сметам дека тие категории на лица ќе го предпочитаат по општиот интерес и состојбата и заедничката неделива судбина, проникнатоста во животот и веројатно ќе се определат за иднината. И повеќе не би сакал да дискутирам. Ваш коментар на оваа оценка на Иванов? Целосно се согласувам со професорот. Значи, тоа е само обланда за да се создаде причина зошто тој не постапува така и да оправдува одредени политики. Мислам дека апсолутно председателот не е повикан да дава такви квалификации. И професорот даде многу добра квалификација. Тоа се конструкции. Добро, привршуваме полека. Што излезот од оваа ситуација, професор Пугарски? Ќе го видиме, веројатно политичките субјекти ќе најдат некој прагматичен излез. Не сакам, јас ја кажав уставната рамка и таа е просто блокада на институциите и блокада на промулгацијата или прогласувањето на законот. Може би ќе најдат некој излез и ќе видиме таа
спрагма дали воопшто ќе биде консумирана или прифатена рационално од општествена средина и што ќе произведе. Општеството мора да функционира, да живее и да оди напред, но во секој случај како поука. Неопходно е да се отвори диалогот за минимум функционална демократија, тоа значи за минимален консенсус, кога станува збор за прашања кои што се доведени до работ на загрозувањето на интересите на државата. Не мислите дека дури и ова, како да кажам, контролирано спротивставување на ВМРО во собранието можеби е дел од некаков диалог кој што веќе и со признание од двете страни се одвива во некакви работни групи во парламентот? Јас не знам, видете, јас мислам дека они постапиле така како што мислеле дека е уредно да постапат. Веројатно не мислеле тоа е да дадат амандмани пред да се разгледа Уставот. Во таа смисла сметале дека е уредно. Сигурен сум дека не сметале дека е уредно 35.000 или 36.000. Тоа е секогаш укажува на мотив на блокада и така натаму, што значи дека ако воопшто разговарале, тогаш не бил искрен тој разговор. И конечно е добро што сите разговори претходно околу формирање коалиции или не коалиции на крајот излегуваат на површина и се дознаваат и се гледаат разликите на едните или на другите. Но во секој случај, во ова процедура беше нормално да се отвори дискусија повторно за законот и да се разгледаат забелешките на председателот. Становиштето на председателот со претходен заклучок, што не е исклучено од деловникот. Меѓутоа, самиот факт што се решија да гласат повторно е со повисок правен авторитет таа одлука, бидејќи таа одлука е донесена, повторно изгласен со 61, и тука блокадата веќе ја адресира одговорноста на една страна. На другата може да има приговори за недемократичност, нефлексибилност, но одговорноста е адресирана на една страна. Каде излезот? Вие каде го гледате? Да. Мислам дека кога се соочуваме со ситуации на неизвршување на уставно предвидените обврски на одредена институција, во тој случај треба да се навратиме во словото на Уставот и решението тамо треба да го бараме. А Уставот ставил обврска доколку одреден акт биде повторно изгласан со мнозинство од бројот на вкупниот број на пратеници, председателот е должен да го потпишува. Што подразбира тоа? Тоа подразбира дека во тој случај Уставот не му дава ниту простор, ниту право председателот да размислува дали ќе го потпишува или не. Тоа подразбира дека тоа е рес јудиката, завршена ситуација. А тоа подразбира стапување на законот на сила. Тоа значи прогласување на законот. Инаку, се согласувам, повторно ќе кажам со професорот, одговорноста сега е адресирана на една страна. За другата страна, приговори. Да, за другата страна приговори околу запазување на постапката, одредбите и така натака, ама таа е друга адреса. Така, друга и околу флексибилност. Да, дали имаше доволно простор и така. Сега одговорноста е лоцирана исклучиво кај председателот. Добро, се надевам дека додадовме... Да, полека завршуваме. Имате уште нешто? Не. Дека додадовме вредност во оваа дебата која што овие неколку дена се случува, особено во оваа интерпретација на членот 173, мислам дека е нова и неслушната до сега. Благодарам што бевте мои гости. Благодарим. Да ја одгледаме и саботажата. Желбата за камбек на изгубената кредибилност изрешетана низ судските лавиринти. Триумфот над безнадежноста и јасната визија за еднината може да се случи само ако преку креиран инцидент
Со навидум херојски акт се репопуларизира ликот кому токму таквото однесување му било иманентно од и само еден ден пред јуначкиот чин, со автоперцепција, говореше за антипатичната состојба во која се наоѓа. Секој ден се соочуваме со нови неправди и се повеќе се чувствувам како во едно од врвните дела посветени на абсурдот, процесот Кавка. Дозволата барем за миг да излезе од таа улога му ја доверија токму ониот кој најмалку се очекуваше, бидејќи погрешно ставеното европско знаменце можеше да стане вистинско, ако човекот за кого се веруваше дека поради парламентарното искуство непогрешливо ќе ги избегне поставените замки, самиот не си ја врза јамката околу вратот, со писмото, со кое без никаква потреба предизвикал 36.000 одговори. Тоа значи дека господинот Талат Џафери самиот со свој подпис потврдил дека пратениците можат да поднесуваат амандмани по овој закон во оваа фаза од читање. Значи пратениците можат да поднесуваат амандмани, подпис господин Талат Џафери. Теориите за ваквиот превид по кој следуваше сценарио кој повторно на подиумот ги враќа актерите кои глумат само во предвидливи улоги, се можеби и реални, ако впечатокот за тоа кому му одговара на репертоарот да си игра постојано истиот филм. Воопшто и не се далеко од претпоставките за тоа на чие конто ќе легне политичкиот ќар, кој на крајот ќе го плати оној кој имал најдобри намери. Од ваквиот исход на целата работа најмногу користи имаат ВМРО, ДПМН и ДУИ. За да во принцип ја свртат темата повторно на теми кои што нив најмногу им одговараат. Национализам, етнички прашања, хистерии и така на. Во оваа епизода со сиот свој капацитет се вклучува и споредниот лик, обидувајќи се да го зграби и да влезе во дуетот кој ќе го дели и публицитетот. Тој негира легалитет. Лично колнејќи се во процедурите како мајка на демократијата, таткото на нацијата, по кој знае кој пат сериозно ја доведува под знак прашалник и својата позиција во семејството и него, излегувајќи повторно од рамките на родителските обврски. Јас би го потпишала зашто така гледам на Уставот, во смисла дека едно кршење на Уставот од пратениците не мора да е проследено со друго кршење, па како во политиката да докажуваат политичарите кои повеќе крадел или кои повеќе манипулирал. Како доказ дека се работи за обична политичка манипулација зачинета со неприфатливо отсуство на задолжителните демократски стандарди, сведочи неколку пати повторената и со факти документирана оригинална верзија на истиот план, ама адаптирана за различни актери. Јас го поставам вака прашањето, да беше ВМРО ДПМН со ДУИ на власт, дали ќе беше донесен законот или не? Сигурно дека ќе беше донесен законот. Вечерта Груевски одвај чекаше да дојде ДУИ со Абер, дека имат мнозинство, дека формира влада. И на крајот, за оние кои убедуваат дека стручноста ќе го победи волунтаризмот, а словото на законот ќе ги надвладее неговите политички импровизации. Јас очекувам апсолутно да се почита Уставот, законите во Република Македонија, да се води грижа комплетно за она што го пропишува правните норми во нашата земја. И ништо повеќе, ништо помалку. Декларираната заложба за рамноправност и еднаквост, изразена преку регулирано респектирање на јазичните права и на различноста, ја губи смислата, кога наместо да биде свечен и церемонијален чин, таа станува емитерна, недостоинствена и грда енергија, оти на македонците и на албанците, на сите граѓани. Не им требаат закони, туку законитост. Тоа беше се за вечерва. Благодарам што бевте со нас. Се гледаме повторно в понеделник од 22:30. Пријатно.